Добар ден, ученици од трето одделение. Јас сум Мануела Стојановска, одделенски наставник во трето одделение во основното училиште Браќа Рамис Хамик во Скопје. Добро дојдовте на денешниот час по македонски јазик. На овој час имаме обработка на текстот Библиотекарот во нашето одделение. Целите на овој час се ученикот да ја разбере содржината на текстот, да поставува и да одговара на дадени прашања во врска со текстот, да го прераскажува текстот и да сеоспособи за самостојно определување на содржинската структура, односно план на текстот. Преку бура на идеи ќе видиме на што ни асоцира библиотеката. Вие дома можете самите да размислите кои зборови асоцираат на библиотека. А јас сега ќе ви ги кажам. Книги, изнајмување, полици, тишина, место за читање и учење, член, значи таа е членот во библиотеката, библиотекар. Преку ова бура на идеи дојдовме до обработка на текстот. Сега јас ќе ви го прочитам текстот, а вие внимателно ќе ме слушате. Библиотекарот во нашето одделение. На почетокот на учебната година учениците требаше да одберат во кои секции ќе членуваат. Игор се запиша во рецитаторската секција, Марија во ликовната, Дарко во еколошката, Емилија во драмската, Маја во литературната, Сонја во фолклорната. Сите деца по ред си ги кажаа желбите. Само Темјана молчеше. Учителката ја погледна зачудено и ја праша: "Зар ти, Темјана, не сакаш да членуваш во ниедна секција?" "Не, учителке, јас не можам да се решам, бидејќи подеднакво сакам да читам, да пеам, да цртам, да пишувам, да играм", одговори срамежливо девојчето. "Ох, навистина тебе не ти е лесно да се избере секција", се согласи учителката насмевнувајќи се. "Сепак јас мислам дека треба да те запишеме во библиотекарската секција. Ти со задоволство ќе ги читаш сите книги и ќе им ги препорачуваш на своите другарчиња." Очињата на Темјана светнаа од радост, а и како да не светнат кога стана главниот библиотекар на целото одделение. Авторот на овој текст е Лилјана Ефтимова. Преку разговор за содржината на текстот ќе добиеме преку прашања. Вие можете усно да си ги одговорите прашањата, а јас ќе ви ги прочитам и ќе ви ги одговорам. Зошто Темјана не можела да се одлучи во која секција да се запиша? Темјана не можела да се одлучи во која секција да се зачлени, затоа што подеднакво ги сакала сите секции. Која секција ја предложила наставничката? Наставничката ја предложила библиотекарската секција. Што работат членовите на библиотекарската секција? Членовите на библиотекарската секција ги читаат книгите. Каде се одвива нивната активност? Нивната активност се одвива во училишната библиотека. Сега треба да објасниме зошто писателката вели дека Темјана станала главен библиотекар во одделението. Размислете добро и споредете го вашиот одговор со мојот. Главниот библиотекар, да видиме кои се задачите на главниот библиотекар. Да ги сака книгите. Главниот библиотекар има голема желба да чита и пишува.
ги чита сите книги, им ги препорачува добрите книги на другаркињата. Преку обработката на текстот, библиотекарот во нашето оделение треба да дојдеме до тема, идеја, време и место на настанот. Темата во овој текст е главниот библиотекар во оделението и за членување на учениците во секции. Идејата е љубовта кон книгите, љубавиот пишан збор. Времето на настанот се случува за време на часовите, а местото на настанот е во училницата. План на содржината на текстот. Учениците избираат секции во кои ќе членуваат. Неодлучната Темјана и Темјана стана главен библиотекар во оделението. Ова се моите кратки реченици како наслови на текстови, а вие дома размислете и напишете си своји. Секој текст има порака. Да видиме која е пораката од овој текст. Порака: препорачате им добра книга на своите другарчиња. Активност за дома: да напишете состав. Јас, главниот библиотекар во нашето оделение. Треба вие да бидете главниот библиотекар во вашето оделение. Значи, треба да запишете вие како ќе се чувствувате како главен библиотекар, кои ќе бидат вашите задолженија и како ќе ги извршувате. Тука имаме и една истражувачка активност. Дали некога сте слушнале за златна книга? Ако сте слушнале, истражете што има во неа. Ако не сте слушнале, прашајте некого или побарајте на интернет. Научи повеќе. Да видиме кога започнало печатењето на книгите. Печатењето започнало во 1440 година во Германија. Тогаш Јоханес Гутенберг ја пронашол печатницата. Значи, со пронаоѓање на печатницата почнало и печатењето на книгите. Ви благодарам за вниманието.